Оваа платформа може да се активира со реализација на различити проекти, односно пред се преку швајцарскиот проект, швајцарската агенција за соработка и развој, која што може да обезбеди пари за убав проект кој што ќе трае 5 па и 10 години, каде што ќе бидат вклучени сите општини и ќе им се даде шанса преку општинските совети за женско предприемништво да го направат тоа постабилно и да ги вклучат сите женски предприемачи во секоја општина понаособи или регионално, како што беше кажан примерот за југоисточен регион, и каде може да се зајакне таа компонента и да им се пружат дополнителни услуги на оваквите совети за женско предприемништво. Мислам дека тоа би ни дало некаков бенефит и би се установила, односно воспоставила таква соработка, како што тоа го правевме со, например, форумите во заедници, кои што 10 години беа развивани преку проект, а сега се користат различити начини тие да продолжат да се формираат и ми се чини дека тој начин би дал извонредни резултати и во овој наш проект. Одржливоста и понатамошната работа на женското предприемништво, а за тоа е мојот предлог да се направи, односно да се направи на невладина организација во која што женските предприемачи би плаќале чланарина и би имале некаква лобирачка, советодавна и застапувачка функција со која што би се делувало директно во соработка со локалната самоуправа, но и компонента која би се однесувала на соработка со владата, промена на закони, измена на правилници и слично, што би довело до, како да кажам, подобри услови за оваа работа на предприемачите, жените предприемачи понаособ, поединечно, но и во некаква регионална врска. Секако тука се финансиски ресурси со кои што вие би влегле во проектите во општините. Дури предлагам да се формира некој фонд со кој што преку општините би се помагало на жените предприемачи. Значи, фондот би бил мешан, нешто од донаторски средства, нешто би морале да одвојат и самите општини, колку да се почувствува нивната инволвираност во тоа, а за да ги натераме градоначалниците и општинските совети посериозно да размислат на оваа тема, дури предлагам да направите некој текст кој што ќе го испратите до ЗЕЛС и ЗЕЛС ќе го објави во своето гласило и на тој начин, нели, тоа ќе допре до секој советник, до секој градоначалник и ќе отвори вратата за поголема соработка.